Видимете актуален интервиста на Едитас, доти дискутојме мезотин Оливер Спасовски, координатор и групит парламентар ЛСДМС. Добро вечер и добро дојдовте во Асат. Добро вечер, благодарам на поканата. Господине Спасовски, ќе се надоврзам со прилозите околу трагедијата во Кочани. СДСМ обвинува дека се заштитени вистинските виновници за трагедијата во Кочани. Кои се тие? Прво, ова е трагедија од најголеми размери кои што ни се случила во државата и секој за тоа мора да има една сериозна одговорност. Ние сметаме дека, иако истрагата е во тек, јас не сакам ниту еден чекор да направам со кој би се нарушил некој дел од истрагата, ниту тоа можам сега да го сторам. И тоа мислам дека селективност, нетранспарентност и неземање на одговорност на ниту еден актуелен носител на одредена позиција, функција која што во овој момент бил одговорен и надлежен за спроведување на одредени активности, не е офатен во истрагата. Актуелен министер, пред малку го видовме, министерот без ресор, например. Овој период мислам дека не се превземени сите чекори кои што треба да носат одговорност. Да, имаме актуелен министер, меѓутоа за работа не како министер, за работа како директор кој што бил пред 7 или 8 години. Тоа самото по себе укажува дека сите луѓе кои што биле на некакви позиции во изминатиот период, кои што сега се наоѓаат во некаква истражна или предистражна постапка, самото тоа ги зголемува сомнежите кај сите нас во однос на целиот овој процес и мислам дека на крајот ми е страв дека ќе се води некаква постапка која што нема да резултира со вистински резултат, односно одговорност на оние кои што се навистина виновни за сето она што ни се случи во Кочани. Тоа е прва работа. Втората работа која што сакам да искажам, знаете, после случувањата во Кочани сите бевме едногласни и во собрание и во политичкиот живот дека треба да се гради нов систем, дека треба да се прави ресет на целиот систем од државата и така натаму и дека ова што досега е направено не ги дава резултатите и ефектите. И во голем дел можам да се сложам со констатациите дека треба да започнеме одново да градиме систем кој го посакуваат граѓаните. И никој не може да ги обвини граѓаните дека се залагаат за воспоставување на таков систем. Затоа што тоа е нешто што нам ни е потребно и ако прашате најголемиот дел од граѓаните ќе ви речат бараме систем кој што ќе функционира да биде европски систем. Сега во исто време после трагедијата ви имате ситуација во собрание да земеме. Промена на законски решенија во кои што се намалуваат критериумите за носители на одредени функции. Ако треба да биде избран директор, ако треба да исполнува построги услови за избор на директор, ние ги намалуваме тие критериуми. Па дали тоа значи подобрување на тој систем? Дали подобрувањето на системот во суштина значи и избор на вистински кадри, многу поквалитетни од кои што биле тие досега? Тоа покажува еден неискрен пристап на оваа власт која што се сочинува ДПМН, ВЛЕН и ЗНАМ. И во тој правец мислам дека мора сериозен пристап да има. Не популистички пристап, не пристап кој што преку тој популизам сака да креира само перцепција дека ние нешто сме открили и сме воспоставили, меѓутоа уште малку за системот кој беше до сега, дали поранешната власт на СДСМ ги штитеше вистинските виновници за трагедијата во модуларната болница во Тетово, односно господинот Филипче? Не, во ниту еден момент никој апсолутно не штител и не можел да штити заради тоа што сите мерки кои што биле превземени да се утврдат фактичките состојби за било која трагедија, ситуација која што ни се случила и така натаму и веќе гледате дека имаме веќе пресуди, така да пресуди имаме за нешто друго, не за причините на пожарот. Имаме пресуди за трагедиите. Ако имаме пресуди за трагедиите,
паѓаат во вода сите констатации дека никој не превземал никакви мерки. Обвинува деновиве дека токму Филипче има вина за болницата, која изгоре бидејќи лично ја подготвил спецификацијата на тендерот. Јас повеќе сакам да го чуем ВМРО ДПМН, да видам каде тие ги направија пропустите и ни се случи кочани во време кога тие се веќе скоро година дена на власт. И јас сакам да ги видам аргументите. Што е тоа што е променето во системот во оваа година дена? Како ВМРО ДПМН она што го вети пред граѓаните го реализира? Што е тоа што го прави за да граѓаните бидат подобри, посреќни и така натаму и да институциите не функционираат многу повеќе. Така да ниту ВМРО ДПМН, ниту ВЛЕН, ниту ЗНАМ не можат да ги прикријат своите неуспеси и своето незнаење во работењето со враќање назад. За враќањето назад граѓаните дале суд и донеле одлука на избори. А таа одлука значи дека треба да имаш влада и власт која што ќе превзема чекори да ги смени работите на подобро и да не ни се случуваат работите кои што се случувале во минатото од било кој причина. Да продолжиме со политика. Деновиве повторно се актуализира прашањето да се напушти моделот со 6 изборни единици и да се оди на една изборна единица. Сличен обид направивте и вие во 2019 година, но пропадна. Тогаш ДУИ и ВМРО беа против. Кој е вашиот став сега? Дали сте за една изборна единица, со отворени листи, со праг, 3 или 5%? Ние имаме многу конзистентен став по однос на ова прашање, за разлика од ВМРО ДПМН и партиите кои што се сега на власт. Ние не зборуваме едно пред избори, а после избори да кажуваме нешто друго. Значи, ставот наш е многу јасен. Ние сме за една изборна единица, ние сме за отворени листи, ние поддржуваме дури одлука за намалување на бројот на пратеници во Македонското собрание. Тоа се дел од програмските определби кои што ги имаше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Секако дека изборниот законник и утврдување на изборното законодавство мора да оди консензуално, така како што било во изминатите 30 години. И тоа консензус не само да се направи помеѓу партиите кои што се во собранието, помеѓу големите партии и така натаму, туку сите политички субјекти во државата да седнат на иста маса, да се договориме и консензуално да донесеме одлука во однос на изборниот модел. Секако тука ќе се разговара за прагот, ќе се разговара за сите поединости кои што ги имаме во овој период, меѓутоа конзистентноста во политиката е една од клучните работи. Да се надоврзам, дел од албанските партии велат дека со една изборна единица ќе се намали бројот на пратениците албанци. Знаете, во таков случај не би оделе тогаш? Изборното законодавство се носи за да се покаже еден повисок степен на демократизација на македонското општество. Ако сакаме да покажеме демократизација или да ја зголемиме демократијата во едно општество, тогаш не е важно кој што ќе добие или ќе изгуби. Знаете, тоа е правење на пазар во име и за сметка на граѓаните. А тоа не е добро. 30 години наназад се прави пазар во име и за сметка на граѓаните, без при тоа да не се почитува тоа што граѓаните го посакуваат. Така да проценките се вакви или такви. Некој ќе добие повеќе, некој ќе изгуби повеќе. Но сепак стоите во ставот консензуално да се одлучува. Јас сметам дека најважно е одлуките на партиите да добијат граѓаните и да добие државата. Неколку закони се заглавени во собранието моментално и тоа например законот за локална самоуправа, зашто СДСМ е против. Така, зошто сте против овој закон? Кратко само ќе ве замолам. Прво не се заглавени бидејќи нема Бадинтер. Не, е така. Значи прво законите не се заглавени бидејќи деловникот на собранието сега не дава можност освен за некои избори, за некои законски решенија, како што се изборното законодавство и така натаму, да можете да имате филибастеринг во кој што вие ќе ги заглавите така наречено законите. Меѓутоа, морам да кажам дека овој парламентарен состав од минатата година до сега е парламентарниот состав кој што најмалку работи, кој што најмалку има материјали
И ако ги погледате точките на дневниот ред на секој од седниците, тие се по 6, по 10, по 12, без материјали суштински за кои што разговараме. До сега собранието разговараше за законски текстови во кои што ќе се сменат имињата на институциите, ќе се смени името на државата, нели се усогласуваат со Зороду, или ќе смените услови за да поставите некој на директорско или на некое функционерско место. Многу малку законски решенија се суштински кои се дојдени до собранието, секако дека има и двотретински законски решенија. Едно од законското решение е Закон за локална самоуправа. Ние сметаме дека Закон за локална самоуправа треба многу поопсежно да се седне да се разговара. Ја реков дека ова е многу една добро осмислена, платена, скапа реклама без никаков ефект во однос на измените на Закон за локална самоуправа. Јас ќе ги отворам прашањата за рамномерниот регионален развој, за фискалната децентрализација во локалната самоуправа, за подобрување на системот преку градење на критериуми за многу поквалитетни кадри на локално ниво и така натаму и така натаму. Значи постојат низа на прашања кои што треба да се третираат со Закон за локална самоуправа. Сите општини бараа комунална полиција. За тоа немаме ниту збор. Сега се споменуваат комуналните редари кои што и денеска постојат и така натаму. Ова законско решение е двотретинско законско решение. Сите двотретински законски решенија подразбираат да се седне и да се направи консензус помеѓу политичките субјекти и тоа консензус во најголема можна мера. Меѓутоа, сепак носењето на тие законски решенија мора да биде во функција на она што е барање на граѓаните. По укинувањето на балансерот, 8 месеци се подготвува закон за правична застапеност. Дали ќе го поддржите тој закон? Прво, јас се чудам се уште како година дена, не 8 месеци, година дена, се најавуваат некакви законски решенија, денеска ќе бидат, утре ќе бидат, ова ќе направиме, тоа ќе направиме, меѓутоа, до ден денеска, ние немаме никакво законско решение за правична застапеност. Сега, ако ме прашате дали јас го поддржувам и мојата партија принципот на правична застапеност на македонското општество, да. Затоа што сметам дека тоа е базирано на Уставот на Република Северна Македонија и апсолутно, ако сакаме напредок во државата, тој мора да се базира на правичната застапеност. Се укина бадентерот, дали ќе има, јас знам дека најавија на голема врата сите, дури од премиерот, па посебно министрите и пратениците на Влен, дека само што не е стигнат закон во собрание, ние тоа го немаме до ден денеска. И мислам дека ова прашање треба да им го поставите малку повеќе на оние кои што креираат власт во овој момент и да кажат кои се причините зашто тоа не се прави, како што не се прават и многу други работи. Дали ќе соработувате со ДУИ на локалните избори? Дали има средби, контакти? Јас мислам дека локалните избори се избори во кои што треба партиите да си направат собствени стратегии во рамките на локалните самоуправи. Дали треба да се разговара со сите политички субјекти во државата? Апсолутно да. Со ДУИ имате контакти? Политиката подразбира разговор со сите политички субјекти. Затоа што политичкиот диалог може да креира атмосфера која што ќе покаже дека навистина ова општество се демократизира и апсолутно тука нема исклучивост, треба да се разговара со секој еден и со секоја политичка опција, таму каде што имаме заеднички цели, заеднички интереси и заеднички принципи. Што значи дека со ДУИ може да соработувате? Па ние сме соработували и во минатото, може да соработуваме и во иднина, затоа што обично партиите од власта соработуваат и во локално ниво и од опозицијата, принципите кои што се застапуваат треба да бидат основата на таа политичка соработка. Господинот Филипче најави средба со господинот Таравари. Дали се случи таа средба во врска со локалните избори? Се уште не е одржана таквата средба, веројатно ќе имало и информации доколку тоа се случи. Меѓутоа, тоа е потврдено на што јас го кажувам. Разговор мора да има помеѓу сите политички субјекти. И апсолутно не смееме да исклучиме. Јас дури сметам дека треба да се разговара и со партиите кои што ја сочинуваат коалицијата Влен. За многу државнички прашања ние треба да разговараме и со ВМРО-ДПМН, затоа што националните прашања, националните теми, кога зборувам национални теми, мислам за сите граѓани во државата, треба да не бидат
наш приоритет. Да, во тој контекст Идеолошките формиравте и прашања- работна група после средбата, нели Филипче Мицковски се формираше и работна група за Правосудство. за европските реформи, да, реформската агенда, за да. реформската агенда и Има тие конкретни- се уште нема ништо понудено. Вие дали имате нешто доставено понудено? Ние имаме секако. Имаме своји предлози, имаме принципи кои што пред се ќе значат реализација на реформската агенда. Ако погледнете за правосудството, Европската комисија даде точно што треба да се прави и кои чекори треба да бидат Да, преземени. некои закони веќе доцнат. Бев кај локалните избори уште малку. Дали ќе имате некој кандидат албанец во некоја општина, како во минатото, например, што имавте во Арачиново? Се прават сите анализи секако дека и во општините каде што има мнозинство албанско население, таму каде што постојат општинските организации, врз основа на проценките кои што ќе ги имаат и тие општински организации и централното партиско раководство, тоа нема никаков проблем да се кандидираат и советнички листи и кандидати за градоначалници. Но некој И ние сме конкретно горди многу име, заради тоа дали што сме имале и градоначалничка во Арачиново, заради тоа што навистина се направија многу работи тогаш во тој период за оваа општина и тоа на мене ми представува посебна сатисфакција. Вие доаѓате од Куманово, дали се знае веќе кандидатот за Куманово? Не, кандидатите се уште не се познати, освен неколку кои што досега се промовираа. Се уште траат тие разговори во рамките на централното партиско раководство и како ќе ги утврдуваат кандидатите, така ќе ги носат одлуките извршните, односно извршниот одбор и централниот одбор на партијата и ќе ги соопштуваме на За Кичево дали ќе имате кандидат или ќе поддржите некоја партија, кандидат на некоја друга партија? Како и во сите други општински организации, и во Кичево, Социјалдемократскиот сојуз води своја постапка за избор на кандидати за советници и за градоначалници. И секако дека логично е првенствената анализа да биде да видиме кој е интересот на Социјалдемократскиот сојуз и на граѓаните кои што живеат таму. Така да, реков, во рамките на тие анализи ќе се донесат и конкретни одлуки и решенија. Што ќе значи успех за СДСМ во локалните избори? Дали мислите дека ќе ги задржите 18-тите, ако не грешам, општини со кои раководите сега, моментално со оглед на тоа што се намали бројот на гласовите на СДСМ во последните избори? Секако дека многу поважно е да се организира Социјалдемократскиот сојуз, да се зајакне организацијската структура на партијата, да се зајакне кохезијата и така натаму, и секако да се освојат што е можно поголем број на гласови. Очекувате повеќе општини или помалку? Тоа е очекување на секоја политичка партија која што излегува на изборите, така да подготовките кои што ги прави раководството на партијата, она што не информира и нас како пратеничка група и така натаму, е во рамките да се освојат што е можно повеќе гласови и градоначалнички места. Дали очекувате господинот Филипче да ја врати довербата на граѓаните во СДСМ? И ќе се надоврзам тука уште едно прашање, дали Ковачевски беше или Филипче подобар лидер? Прво, Филипче е задолжен да ја враќа довербата кај граѓаните, затоа што се кандидираше и го избра за претседател на Социјалдемократскиот сојуз. И сите активности кои што се превземаат, кои што ги превзема и кои што треба да ги превзема, треба да биде во тој правец, да се зајакне кохерентноста во партијата, организацијски партијата да зацврсти и секако да се имаат добри резултати. Инаку, во однос на анализи за тоа, може да правиме анализи од како ќе поминат мандатите на едниот и на другиот претседател, па после тоа да кажеме кој бил подобар или полош. Во ред, кратко ќе ве замолам само за уште една многу актуелна тема, бидејќи немаме веќе време. Вчера се одложи гласањето за извештајот за Македонија во Европскиот парламент. Имаше различни ставови, некои го гледаат позитивно, некои негативно. Вие како гледате на тоа како партија? Аз мислам дека тоа е уште еден дипломатски неуспех, заради тоа што знаете и на собраниска седница колку премиерот Мицковски најавуваше дека
таква резолуција ќе се случи, дури не повика и нас како Социјалдемократска партија да разговараме и да лобираме со нашите представници. Ние добивме поддршка од партијата на европски социјалисти. Меѓутоа, факт е дека десничарските партии, во кои што припаѓа ВМРО-ДПМН, поднесуваат амандмани кои што ги спорат работите кои што се важни. За нас е многу чиста ситуацијата во однос на нашиот македонски јазик, македонски идентитет, култура и посебност, и тие се и признаени во Европската Унија, тие се дел од Европската Унија. Јас сум министерот кој го потпишал првиот договор на македонски јазик со Европската Унија, тоа е договорот од Frontex, и тоа никој не може да го оспори, ниту има право да го оспори. Денеска ја слушнавте сигурно изјавата на министерот за надворешни работи на Бугарија, Георг Георгиев, кој што и тој укажува дека ниту Бугарија може да поставува нови услови од ова што е сега. Така да, ако погледнеме наназад, 2023 година, преку една искрена борба дипломатска, ние успеавме германскиот Бундестаг да донесе резолуција за поддршка на Македонија, на македонскиот јазик, македонскиот идентитет и нашите европски интеграции. Према тоа, треба да се работи посветено, треба да се работи мудро и да се работи во интерес на граѓаните. Не само декларации. Доста е на овој народ од зборување, туку дајте да направиме конкретни чекори кои да на цел. Воедно ги осудувам и сите изјави, сите зборови кои што се кажани од страна на бугарските европратеници, кои што сакат на некој начин да не оспоруваат или пак да не понижуваат како народ, како држава и така натаму. Меѓутоа, тоа треба да ни биде само мотив повеќе да докажеме, да се збориме дека ние сме тие кои што го креираме нашиот европски пат. Ви благодарам многу за овој интервју. Благодарам на вас.